Скандал со можни големи последици по здравјето на жителите од Истокот. Храна од депонија се продавала како чоколадна пита во сите маркети во источниот регион. Питата била уредно спакувана и со означен датум и поради ефтината цена на пазарот се трошела добро, но никој од купувачите не знаел што всушност јаде. Шокантната вистина ја обелодени штипската полиција, откако утврди дека жител на Јакимово на мерниците за подготовка на питата всушност ги собирал од виничката депонија. Истите му ги продавал на сладкар од Струмичкото Василево, кој питата ја правел и ја продавал. За само еден ден струмичанецот од жителот на Јакимово купил 13 пити црна чоколада, завиткана во најлонска фолија со вкупна тежина од 231 кг, 4 вреки со рефус бисквити со вкупна тежина од 67,6 кг и 5 вреки рефус чајни колачиња со вкупна тежина од 108 кг. Веројатно се работи за отпаден материјал од некој од околните кондиторски фабрики, кои поради поминат рок или други неправилности се фрлени во фабричките контейнери, од каде комуналното предпријатие ги собрало и ги изфрлило на депонијата. Полицијата има докази само за една купопродажба, но истрагата треба да утврди колку пари храна со лош квалитет е земана од депонијата, препакувана или преработена и е пуштена во продажба. Дополнително треба да се види и како продадените чоколадни пити направени во Василево се одразиле врз здравјето на консументите. Случаи со труење со храна, алергии и слични проблеми има во континуитет, но дали и колку од нив се поврзани со овој скандал, веројатно тешко ќе се утврди.